Председателе, моето процедурално обраќање е по повод една неубава и противуставна пракса која се обидувате да ја воведете. Покажете ми во што е прекршена процедурата. Во што е прекршена процедурата, се однесува, ако ми дозволите, ќе ви дозволам, ви стои времето, застани го времето. Добро, сега ќе кажам. Според деловникот, прва реченица треба да биде. Добро. Според член тој и тој од деловникот, прекршена е процедурата таа и таа. Добро. И за да можете да продолжите 3 минути. Добро. Кажете ми тоа. Според член 92 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, председателот на Собранието ќе го опомене, значи тоа е во главата која се однесува на одржување на редот, ќе го, значи има неколку степени кои што се однесуваат на однесување на пратеникот, примерно, непримерно, одржување на редот. Значи, процедурата е следна. Прво го опоменувате пратеникот кој со своето однесување, со земање збор кога вие не сте му дале, со упаѓање во збор или со слична постапка го нарушува редот на седницата. Тоа е член 90. Прво, дозволете ми да се доискажам, па после ќе објасним. Значи, прво, вие го опоменувате еднаш, потоа го опоменувате два пати. Тоа значи две опомени устни од ваша страна. Ставот 2 вели: после втората опомена ќе му го одземе зборот на пратеникот кога тој со својот говор го повредува редот и на истата два пати е повикан да се придржува. Значи третиот пат се одиме на следниот член, вели: председателот на Собранието го отстранува пратеникот кога покрај опомената се уште продолжува да употребува изрази или го нарушува достоинството. Значи, отстранувањето на пратеникот не е со обезбедување. Тоа е противуставно и противделовнички. Отстранувањето е регулирано во ставот 2 од членот 93. Вели: пратеникот кој е отстранет е должен веднаш самиот да ја напушти седницата, односно салата во која се одржува седницата. Значи, тоа е третиот степен, тоа е отстранување, и четвртиот степен, ако председателот не може да го одржи редот, ќе одреди краток прекин на седницата. Ниту според Устав, ниту според Закон за собрание, ниту според Деловник, обезбедувањето не смее да го пречекори прагот на оваа сала, затоа што имунитетот покрај индемнитет материјално правен опфаќа и она што римјаните го викале сакросанктис или физичка неповредливост на пратениците. Затоа во други парламенти, кога ќе се степаат пратеници меѓу себе, другите пратеници ги разделуваат. Значи, обезбедување не смее да пипне пратеник со прст, затоа што го повредува неговиот имунитет, и во тој случај на тенок мраз ги доведувате лицата од обезбедувањето, кои потоа можат кривично за тоа да одговараат. Во иднина би замолил да го почитувате овој редослед на настани и никогаш да не повикате обезбедување во сала. Председател, вака, значи јас имам право на процедурално, затоа што не сум член на ниједна пратеничка група и сум фактички сам пратеник, така да по тоа имам право. Да, двајца сме, не сме 5 луѓе, така да. Добро. И моje прашањето, значи ево сега јас почнувам да зборувам и не користам член, и сега не ме прекинувате, колегата Пасиев сакате да го прекинете, а колегата Митревски го оставивте 4 минути малтене да збори, без да спомне ни еден член каде е прекршен деловникот. Така. А на нас чак тука ни се прети со обезбедување, ако не спомнеме член и ако ни се земе збор и ако протестираме, тој збор да не ни се одземе, значи тој збор да ни се даде. И што значи ова за мене е флагрантна пристрасност. Значи вие не водите седницата како независен арбитар. И тогаш се постава прашањето, ако вие не водите седницата како независен арбитар, тогаш кој да реагира и како да реагира, ако позади вас стои обезбедувањето?